Кој е подобар, а кој полош, дали се предадени националните интереси, која изведе земјата од меѓународна изолација, која зачлени во НАТО, кој ќе води подобра економска политика, време ли е за премиер Албанец. Од денеска па во наредните 20 дена овие теми ќе ги бомбардираат граѓаните. Стартуваше предизборната кампања и веќе на почетокот се покажа дека ќе има црни елементи. Државниот врв повика на фер избори. Очекувам од сите политички партии достоинствена кампања со високо ниво на политичка култура, без дискредитации. Очекувам инклузивна кампања во која ќе учествуваат сите маргинализирани групи и малцинства, порача претседателот Пендаровски. Слична порака прати и техничкиот премиер. Денеска да си посакаме овие избори да ги паметиме и заради нивно успешно спроведување и во вакви услови. Да биде запишано дека се организирани и спроведени со максимална заштита по здравјето на граѓаните, во фер и демократска атмосфера. Владеачката партија бара нов мандат, опозицијата најавува победа на 15 јули. Во изминатите 3 години државата ја ставивме на правиот пат, на патот кој води напред во НАТО и Европската унија. Патот кој носи јасен напредок и подобар живот. Овие 21 ден ќе бидат финалето на една битка за враќање на државата во рацете на народот и превземање на контрола врз нашите судбини. Дуи символично од Преспа го објави кандидатот за прв премиер Албанец. Станува збор за познато име. Требаше да се донесе одлука која воопшто не е лесна и во кратко време, но чиликот се кали во оган и една личност се цени според одлуките што ги носи за општественото наспроти личното добро. Затоа реков да. На овие парламентарни избори ќе учествуваат 15 коалиции, ќе се гласат 3 дена. На 13 јули ќе гласаат лицата кои се во домашен карантин поради COVID-19. На 14 јули ќе гласаат немотните и болните лица. Главниот изборен ден е 15 јули, кога избирачките места ќе бидат отворени од 7 до 21 часот. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.